Почитувани колеги, во услови на пандемија, во услови кога нема право на избор, во услови на криминал и криза, во услови на хаос во државава, еве ние во Собраниево ќе зборуваме за нов заем. За заем за енергетска ефикасност. Набавивте вие вакцини, ги подмиривте основните работи кон населението, да имаат право на живот, кој им го ветивте, и сега е наред енергетската ефикасност. Да, потребно е да се има енергетска ефикасност по домовите, по јавните и приватните институции, но исто така е потребно да се биде безбеден, сите да имаме пристап до нормални услови на здравствено осигурување, да живееме, зашто живот ветивте. Како што е традиција во ова собрание, и овој предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Светската банка по договорот за заем и финансирање на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор оди по скратена постапка. А како образложение, кај сите закони, нели, па така и кај овој, стои дека не е сложен и обемен закон. Ви се брза нешто и законот треба да оди по скратена постапка, но да ви се брзаше ветувањата што ги направивте во 2017 година за време на локалните избори, а се поврзани со оваа тема, ќе имавте барем дел од нив реализирано. Значи, не ви се брза реално да покажете вистински резултати, туку ви се брза за манипулирање на јавноста пред избори. Скратенава постапка ви е алатка за манипулирање и ништо повеќе. Колеги, реално и навистина е потребно да се има планска енергетска ефикасност на сите објекти во државава. Ама, во време кога имаме пандемија и неспособност за менаџирање на институциите во државава, реално дали ова е приоритет? Во време на пандемија се задолжуваме 90 милиони евра за справување со ковид криза, а нема вакцини. 70 милиони евра за брз автобуски превоз во Скопје, а нема вакцини. 21,5 милиони евра за образование, а нема вакцини. 50 милиони евра за земјоделие, а нема вакцини. 80 милиони евра од Европска комисија, а нема вакцини. Има уште, ама ќе застанам и ќе прашам. Што е приоритет во државава, колеги? Здравјето на луѓето или криминалот? Кога вака лесно си земате заеми и ја удавивте државава во долгови, зошто тогаш во 2017 година не си земавте заем за енергетска ефикасност? Или тогаш други намери имавте, а сега други? 4 години сте на власт. Ништо не направивте, ама во предизборна година убаво се екипирате за измама на гласачите. Зошто го велам ова сега, ќе ви објаснам. Живот во кисела вода. За сите ветивте дел од програмата. Програмата од 2017 година, каде се обврзувате со рок до 2020 година да ги промените постојните фасади во нови енергетски ефикасни, посебно на старите згради во кисела вода. Убаво ветување дека ќе го смените ликот на општина Кисела вода. Но скоро 4 години поминаа и ниту една фасада не е сменета и сега сакате да ви веруваме дека вашата намера со овој закон е искрена и честна и транспарентно ќе трошите 25 милиони евра по зајмени пари. Јас на 2 пати поднесував амандмани за оваа цел во општина Кисела вода да се помогне во изградба на ефикасни енергетски фасади. Вие ги одбивте овие амандмани и немате желба со буџетски средства да го реализирате ова. И ваше ветување, ама со пари од заем, чуда ќе правите. Со рок до 2021 година во истата програма беше ветено дека ќе се изгради и нова модерна зграда со енергетска ефикасност во општина Кисела вода. Но старите и дотраени бараки се уште добро ги користи администрацијата на оваа општина. Имам конкретен предлог.
ве молам внимавајте. Направете ребаланс на буџетот и средствата за наменети за купување на скапи автомобили, купување на скап мебел, оние средства што беа наменети за прослави, наменете ги за оваа цел. На крајот им го ветивте на граѓаните животот, рековте дека ќе ги ангажирате сите капацитети, ќе градите екодржава и не успеавте во тоа. Па затоа не смеат граѓаните да плаќаат за неспособноста на градоначалниците на СДС. Јавноста треба да знае дека основна причина зошто општините водени од СДС не можат да ги сервираат долговите е фактот дека истите ниту имаат проекти, ниту знаат како да ги менаџираат општините, ниту пак знаат како да реализираат капитални инвестиции. Затоа и нивото на капитални инвестиции не само во општините, туку и во државава е на тажно ниво. Доколку градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беа заинтересирани за работа за која и не треба големи финансиски средства, како например одржување, не се прави, ама затоа се заинтересирани да купуваат луксузни лимузини и возила. Овој ваш предлог, колеги, е манипулаторски и убаво е да си го повлечите. Но вие ќе го повлечевте ако си имавте одговорност за кажаното ветување, ама кога сме кај одговорност, само една работа да спомнам и завршувам. Министерот за здравство вели да останеме одговорни и се прашувам, а кога тоа вие од власта сте биле одговорни? Барате одговорност од населението, а вие не покажувате колку сте одговорни. Да бевте одговорни, вие од власта, денес немаше топ тема во медиумите да биде фантом фирмите на Заев и Филипче за набавка на вакцини, туку ќе беше, внимавајте, топ тема денес во идеални услови ќе беше од буџетски средства успеавме денес да имаме енергетско ефикасни објекти во скоро цела држава. Заради немањето на транспарентност, отчетност од ваша страна, заради сиот криминал и рекет што го правите во државава и надвор од државава, почитувани колеги, нема да ја дадам јас мојата поддршка на овој закон. Ви благодарам. Реплика пратеничката Жаклина Лазарев.